Блерин Беџети молчи, Бујар Османи не одговара дали промените во ДУИ ќе почнат со нивна политичка елиминација и дали воопшто ќе има промени. Ниту на телефонските повици од Алфа, ниту на пораките до нив одговор до овие вести не добивме. На неодамнешната седница на Централното претседателство ДУИ одлучи да формира организацијски одбор за одржување на партиски конгрес најавен до 20 декември. Одлуката ги раздвижи шпекулациите, ќе има ли нови лица, дали ќе заминат долгогодишните функционери и дали навистина партијата е подготвена за рестарт. Се калкулира со имења, се предвидуваат чистки и преструктурирања, но партиски извори велат да не се брза со прогнози. Потврдуваат дека само се слуша за смена на кадри, промени во ограноци и влез на нови генерации, но и самите признаваат вистински ќе се види дури на конгресот дали новите имиња ќе бидат навистина нови или само стари познати во нова амбалажа како продолжена рака на веќе познатите бардови на интегративците. Веќе се забележа и првите поместувања, но прашањето е дали се само символички или пак се најава за тотален ремонт на партијата. Блерин Беџети, доскорешниот градоначалник на Сарај, се повлече од функцијата координатор на пратеничката група на Европскиот фронт. Истото го стори и неговата заменичка Арбана Пашоли. На нивно место доаѓаат Рина Ајдари и Дијана Тоска. Но дали ова се персонални рокади или само почеток на поширока реконструкција? ДУИ испраќа пораки за нова енергија и враќање кон вредностите, но дел од аналитичарите предупредуваат смените ќе бидат бадијала, ако новите лица се само фигуративно алтер егото на челниците на ДУИ. Членовите од партијата веќе отворено бараат вистински пресврт. Од секретаријатот за еднакви можности од огранокот во Тетово испратија јасна порака до раководството. Бараме од раководството на партијата да превземе јасни чекори за да се осигура дека вредностите на интегритет, правда и посветеност се водилка во секоја одлука. Тие отворено изразуваат поддршка за Али Ахмед, но во тонот се чита потребата за длабока реконструкција, не само кадровска, туку и реторичка. ДУИ со години беше доминантна сила во политичкиот блок на албанската заедница во Македонија. Но поразот на последните избори го разнеша тој монопол. Партијата веќе не е единствена опција. Најголемиот политички ривал на ДУИ, Вреди, кој ги поразија на последните локални избори, реагираат со порака дека Ахмети треба да прифати дека политички потона. Наместо да го прифатат крајот, тие измислуваат теории на заговор како што некогаш правеше нивниот пријател кој сега живее во екзил, Никола Груевски. Тие измислуваат имагинарни непријатели и следни виновници, но никогаш себе си. 2 децении ја хранеа власта со лаги и страв, а денес, кога народот им ја затвори вратата, немаат ни минимално достоинство да молчат. ДУИ стои пред конгрес кој може да биде пресвртница или само уште еден настан со внатрешно значење, но без надворешен ефект. Партијата е пред предизвик што го чека и други некогаш мокни структури. Да се избере меѓу вистинска трансформација или задржување на статус кво. Одговорите ќе се бараат до 20 декември.